Добро утро и Божи благослов на сите. Денеска ни е убав ден, прекрасен ден. Денеска традиционално, еднаш годишно, го одбележуваме денот на благодарноста и дарежливоста. На Западот, обично последниот четврток во месец ноември го одбележува денот на благодарноста, но ние овде поврзавме и дарежливоста заедно со благодарноста, бидејќи верувам дека тие се поврзани. Зошто? Затоа што дарежливиот човек е благодарен човек и обратно. Оној кој што има благодарно срце, кој што ги препознал добрите нешта во својот живот, добрините што Бог му ги прави, тој човек знае да биде и дарежлив и да покаже и на другите добрини. Затоа овие два добродетела ги поврзавме заедно. Ќе погледнеме едно кратко видео кој што има за цел да не научи лекција за благодарноста. Сиромашното дете посакуваше да биде на местото на богатото само затоа што има убава облека и патики. И седна под дрвото и си замисли желба: сакам да бидам како него, сакам да бидам на неговото место. И се случи чудо, се случи промена. Тој го зазеде неговото место и беше облечен во убава облека и патики, а детето што беше на клупата ја зеде неговата облека и почна да трча таму по ливадата и да се радува. Но кога го зазеде неговото место, сиромашното дете свати дека богатото дете е сушност инвалид, дека не може да оди. И тогаш мајка му ја донесе количката и рече: ајде миличок, качи се да си одиме дома. Сега, на кое место би сакале да бидете? Многу пати ние посакуваме да сме на местото на некој друг, наместо сме благодарни за она што го имаме. Затоа ова видео не потсетува да бидеме благодарни дури и кога немаме се. Може би немаме убави патики, немаме секојаш бренд, но имаме нози со кои што можеме да одиме. И затоа под буквата Н можеме да напишеме и нозе. Благодариме за нозете што ги имаме. Така да, кога пишуваме новие букви, изборот на она што ќе го напишеме е скоро неограничен. Еве, ние имавме само 6 букви овде за кои што можевме да искажеме благодарност. Јас решив да си напишам некои работи. Напишав под буквата С семејството, стоматолозите и можеме многу други работи да се сетиме. Под буквата П можеме да напишеме пријателите, подароците, парите, па и парите е добро да ги имаме, нели? На буквата О можеме да напишеме благодариме за овошјето што Бог ни го дал, за опростувањето. На буквата М една работа за која што можеме да благодариме, бидејќи секој од нас ја има, веруете, секој што е роден ја има. Знаете ли што е тоа? Мајката. Изборот на нешто што ќе ги напишете е скоро неограничен. Вистинита приказка за пастор на некоја мала црква во некоја градче во Америка, кој што бил познат по тоа што секогаш бил благодарен. И тој секогаш на неделната богослужба наоѓал нешто за што благодарил. Најчесто тоа нешто било поврзано со нешто што се случувало во текот на неделата или нешто кај некој пријател што доживеал и тој знаел да заблагодари за тоа нешто. Но еден ден се случила страшна бура и имало големо невреме во нивното градче, имало голема штета, куќи биле однесени, дрва откорнати, дури имало и жртви. И вечерта, таа вечер се собрало целото општество повторно во црквичката на богослужба и некој прокоментирал: ај да видам сега дали ќе може нашиот пастор да благодари. Баш да го видиме сега што ќе каже, бидејќи сите го знаеле дека е познат по тоа што благодари. И тој излегол напред на проповедалната, секако со тажно срце, затоа што тажно лице, затоа што тоа нешто што се случило тој ден било навистина шокирачко. Ја отворил устата и рекол: Боже, ти благодарам што не е секој ден како овој. И нашол и тој ден причина да благодари. Гледате, ние имаме во животот убави денови, имаме и тешки денови. Но ние кога имаме тешки денови, ние викаме: зошто Боже? А можеме и тој ден да кажеме: Боже, знам дека денеска е тежок ден, но фала ти што не е секој ден како овој. Фала ти што имам и убави денови.
фала ти што имам и сонце во животот, фала ти што имам и ведрина, фала ти што ме огрева твојата светлина и не секој ден е тежок. Имаме начини да благодариме. Затоа ни е потребен еден ваков момент. Ако читаме во прво Солуњаните, таму пишува на едно место, во 5 глава, 18 стих, апостол Павле вели: благодарете за се, зашто таква е Божјата волја во Исуса Христа. Или благодарете за се што се случува во нашиот живот. Тој не вели да благодариме кога ни се случуваат за лошите нешта, него да благодариме и кога сме во такви околности да најдеме начин да останеме благодарни. Сега, бидејќи денеска ни е ден на благодарност и дарежливост, јас би сакал малку да позборувам и за ова другата доблест, за дарежливост. Може би за ово првото ни е полесно да слушаме, но дарежливоста е предизвик за поголем дел од нас. И првото прашање што треба да или си го поставуваме кога зборуваме за дарежливоста. Дарежливоста или давањето, тоа се синоними. Кога зборувам за дарежливоста, зборувам за давањето. Дали сме луѓе кои што даваат, кои што се дарежливи? И првото прашање што ни се подига кога зборуваме за дарежливоста е: па добро, можеме ли да бидеме дарежливи во едно вакво кризно време? Еве на телевизија слушаме, вчера зборуваа на вестите, пак ќе поскапувала струјата, а со струјата ќе поскапело и се живо. Ќе поскапеле производите, храната, кошничката, нели ќе била уште поскапа, па кој може да го издржи тоа? Па сега на сето тоа одвај врзуваме крај со крај, па треба ли уште и да давам? Требам ли уште и да сум дарежлив? И прашањето е: дали дарежливоста е особина која што треба да е својствена на секој еден од нас, или тоа е привилегија само на богатите луѓе, бидејќи тие имаат, па тие нека даваат. Што мора јас да давам? Дарежливоста не ни доаѓа природно. Ние по природа сме себични луѓе. Дури и детето, сте приметиле, они што имате деца, уште од мало не мора да го учите, тоа е веќе себично. Право взима мое, дури ако имате 2 дечиња, сака сите играчки негови да се. Ќе му купиш 3 и тоа третото го зима. Викаш: добре, ќе купам 4-то. И 4-то го зима. И сите ги држи и вика: мое, не да, мое. И ние мора да го учиме да биде дарежлив, но не мора да го учиш да биде себичен. Себичен е по природа. Затоа дарежливоста во нашата падната природа не е својствена. И ако сакаме едно подобро општество, ние сметаме дека дарежливоста е една од особините кои што мораме да ја негуваме, мораме да ја мотивираме во нас себе си. Иако често пати ние наоѓаме изговори да не бидеме дарежливи. Но сите сме свесни дека дарежливоста е посакувана особина во едно општество. Еве еден пример, дека сите сме свесни за тоа. Кога треба јавно да покажеме дарежливост, ние секогаш покажуваме пред луѓето дека сме дарежливи. Зошто? Бидејќи сакаме да се покажеме во добро светло. Замислете, еве, ние го тоа сега правевме и кога влечевме награди, нели? Но ако треба скришно да дадеш, дури е правен таков експеримент, кога луѓето даваат пари и мислат дека никој не ги гледа, сумата секогаш е помала отколку кога даваат, кога сите ги гледат. Сваќате, нели? Сега замислете, ако помине кошчето, ти ќе си извадиш и ќе кажеш: добро, никој да не ме види, ќе ставам 100 денари. Ама ако те извадам напред, пред сите сакаме да видиме колку ќе дадеш, ќе речеш: абе 100 денари пред луѓето да не е малку, ај ќе се покажам, ќе дадам 500. Нели, кога даваме пред луѓето, ние секогаш сакаме да се покажеме подарежливи. Зошто? Сакаме луѓето да мислат добро за нас, да мислат дека ние имаме добро срце. Веќе сите ние препознаваме дека дарежливоста е позитивна особина. Затоа и ова е уште еден показател. Но од друга страна пак сите ние си наоѓаме изговори заради нашата себична природа да не даваме толку колку што Христос не учи да даваме. Колку што како христијани сме повикани да даваме. А што всушност учи Библијата по ова прашање? Што ни кажува Библијата? Особено ние како христијани, каков треба да е нашиот чин на давање и на кое ниво треба да е нашето давање. Ќе ви прочитам нешто сега кое што зборува баш за нас. Во второ послание до Коринтијаните, 8 глава, од 1 до 5 стих, Павле зборува за христијаните од Македонија.
Тоа сме ние, или би требало сме ние. Ајде да видиме христијаните од Македонија во тоа време како се покажаа по прашање на дарежливоста. Павле вели вака: браќа, ви известувам за благодата Божја дадена на македонските цркви. Шо убаво ни вака годи. Дека и покрај големото испитување во маката, нивната радост беше изобилна. И покрај нивната длабока сиромаштија, покажаа големо богатство во нивната дарежливост. Го слушате ли ова? Тие беа сиромашни, ама покажаа дарежливост. Сиромаштијата не ги спречи да бидат дарежливи. И еве понатаму продолжува Павле да опишува каква беше нивната дарежливост, на кое ниво. Вели зашто според нивните можности, па дури и над нивните можности, јас сум сведок дека тие дадоа доброволно. Не молеа многу усрдно да го примиме нивниот дар и учеството во прислужувањето на светиите. И тоа не како што се надевавме, туку тие најнапред сами себе му се предадоа на Господ, а потоа и нам по волјата Божја. Прекрасен опис, да ви е гордост да сте македонци. Слушнете што пишува. Вели, тие дадоа и над нивните можности. Значи и повеќе од колку што се очекуваше, повеќе од колку што може, а тие дадоа и над. И вели, не само што дадоа над нивните можности, даваа доброволно. И ова е многу важно. Никој не ги тераше, никој не им стави пиштол на главата или нож на шијата и да каже мора да дадеш. Ај што дадоа доброволно, вели, не молеа да го примем нивниот дар. Знаете, ние кога одиме кај некој на јадење, и кога нели ќе те понудат да јадеш, викаш не сум гладен. И они пак викат, ајде, земи, не сум гладен. И јас така го замислувам тука Павле. Павле вика, не треба, доволно е. Они викат, не има да земеш, мора да земеш. Од нас е ова дар, мора да земеш. Погледнете колку беа упорни. Вели, тие не молеа да го земеме нивниот дар. И ова ни ја покажува сликата на дарежливост, што Христос ја очекува од нас христијаните. Христос, кога ние треба да покажеме дарежливост, тој очекува нашата дарежливост да е доброволна, таа треба да е од срце, таа треба понекогаш и да не е минимумот, него и над она што понекогаш си мислиме, толку можам да дадам. И пишува уште една работа, вели, тие најнапред се предадоа на Господа, а потоа и нам. И јас верувам дека ова исто така е главната причина за нивната дарежливост, бидејќи овие луѓе беа предадени прво на Господа. Кога твоето срце ти е предадено на Господ, многу полесно ти е да бидеш дарежлив. И ајде да видиме кои се благословите од дарежливоста овде. Првиот благослов што може да го видиме се крие во грчкиот збор што е употребен овде за дарежливост. Зборот што овде е употребен е хаплотетос. И во себе го содржи, освен значењето на дарежливост, го содржи значењето на слобода, искреност и чистота. Значи, кога ќе кажете со овој грчки збор дека некој е дарежлив, ова означува дека овој човек има во себе си и слобода. Зошто дарежливоста е врзана со слободата? Имате ли некаква представа? Можете ли да се предпоставите? Затоа што дарежливиот човек е ослободен од стравот дали јас ќе преживеам овој месец. Тој е ослободен од стравот дека нема да има доволно. Значи, главната причина зошто ние не сме дарежливи е затоа што мислам, ако јас дадам, ќе нема за мене. Ако јас дадам, а утре мене ми затреба, па дури и работи што не ни требаат. Чуваме еден куп облека дома, сме натрупале, 50 фустани, костуми и палтиња, 20 палтиња имаме, 10 пара, чизми, и дури не ги ни носеме, некој ќе ги погледнеш, не си ги облекол 10 години поред, ама викаш, нека ги може ќе се најдат, шо утре ако ми затреба, ако ми затребат утре ќе ми се најдат. И ние затоа што се плашиме дека утре мене ќе ми затреба, дека јас нема утре да можам да имам, подобро да не давам. Се што имам, подобро да го чувам. Се што имаш, држ за себе. Стравот не ни дава да сме дарежливи. Овде апостол Павле го употребува зборот за дарежливост кај македонските христијани, бидејќи вели тие беа ослободени од таквиот страв. И исто така тие беа ослободени од зависноста кон материјалното. Бидејќи колку повеќе дома трупаш, толку повеќе си зависен од материјалното.
Знаете ли дека колку си по-богат, најчесто си по-скржав? И тоа го покажува искуството. Луѓето кои што повеќе имат, помалку даваат. Бејќи тие стануваат зависни од материјалното, тие стануваат робови на нивните пари. И помалку даваат, не дека нема исклучоци, фала му на Бог за тие богати луѓе што се дарежливи, но најчесто од нив потешко ќе земете. Полесно ќе ви даде некој што нема многу, отколку тој што има се. И во ова нешто ние можеме да го видиме првиот благослов на дарежливост. Дарежливите луѓе се ослободени од стравот. Што ќе биде со мене? Тие научиле да се доверат на Господа и знаат, мојот Бог ќе ја снабди секоја моја потреба, секоја моја нужда. И затоа Павле вели, македонците првин се предадоа на Господа, па потоа и на нас. Кога ќе се предаш на Господа, викаш, Господе, бе, јас од 2500 денара зависам, па ја од тебе зависам. Па еве и да дадам 1000 денари, еве за тоа дете му требало за операција. Од тие 1000 денари ли ќе ме направат мене човек? Јас знам дека ти можеш и 2 да ми даеш ако сакаш. Тоа се христијаните, тие му веруваат на Бог, дека кога треба да дадам, ќе дадам, и јас сум ослободен од стравот дека нема тој месец да преживеам. Ако треба на некој да помогнам, ќе помогнам и знам дека Бог ќе ми врати. Тој ќе се погрижи за мене. Првиот благослов е слободата. Вториот благослов на давањето е радоста. Ми се кажува дека македонските христијани тие даваа од срце, даваа радосно, даваа доброволно. Веројатно сите вие што сте давале сте го искусиле тоа чувство. Знаете кој е чувството што не прати секогаш кога ќе дадеме на некого доброволно? Кога ќе дадеш на некого од срце, се појавува кај тебе радост. И таа радост е зарасна. Колку повеќе го гледаш него да се радува, толку повеќе ти го исполнува тебе срцето. Замислете некој кој што нема ништо или жена кој што ја исклучиле струјата и плаче дома. Ти велиш, јас ќе ти ја платам сметката. Одиш, ја плаќаш сметката, одиш кај неа, жената радосна плаче од радост, солзи и течат по образите, затоа што добила струја и радосна. Ти ја гледаш тебе и ти се полни срцето. Радоста е пропратно чувство на дарежливост. Затоа кога ние даваме, тоа не прави радосно. Јас познавам луѓе кои што имат дарежливо срце и многу малку од нив се богати. Поголем дел од нив не се некои познати богаташи, но сепак даваат, имат дарежливо срце. И знаете што е заедничко кај сите нив? Тие се радосни луѓе. Ниеден од нив кој што знам дека е дарежлив не е некој намќор, некој намрштен, некој пун со горчина. Тоа се луѓе кои што имат срце исполнето со радост. И тие што даваат секогаш се порадосни од оние што примаат. Ние многу пати мислиме дека ако на некој секој ден го даваш само пари, тој ќе цвета од радост. Не. Најчесто тој што прима станува зависен од примањето и тој не искусува радост отколку оној што дава. Затоа радоста е пропратна особина на оние што даваат. Па дури во една прилика, во еден разговор со пастор Филип од Велес, тој ми каже дека не само што тие што даваат се порадосни, него тие имат и срце поотворено за Господа. Еднаш го прашав, некој од вас го знаете, пастор Филип, те имате развиено веќе 7-8 години хуманитарна дејност, нивната локална црква помага стотици семејства со храна, со пакети, кујна има отворена народна, готват за нив, ги помагаат во се што можат. И на толкова голема бројка на која што помогнале, јас го прашувам, викам, добро, од сите тие луѓе што ги помагате, има ли некој кој што дошол во црквата да искаже благодарност, или некој кој што го отворил срцето за Господ во знак на благодарност, да каже, Господе, фала ти, јас во ова гледам дека не си ме заборавил, фала ти за овие луѓе, од сега ќе те следам тебе. Знаете што ми одговори пастор Филип? Тој рече, многу малку, ама забележав едно нешто. Посе отворени тие што даваат, донаторите кои што доаѓаат, веќе имаме некои луѓе кои што го прифатија Господ, станаа христијани, отколку тие што примаат. Тие што примаат, пастор Филип ми кажа, многу од нив остануваат незадоволни. И понатаму се мамќори, незадоволни, ти даваш, пак нешто мрморат, пак нешто им фали, а вели тие што даваат, кај нив вика има многу поголема радост и отвореност. Затоа, дарежливоста, благословот што следи со неа е радоста. Каква треба да е мерката на дарежливост?
Овде веќе ни кажа апостол Павле преку примерот на христијаните во Македонија, дека тие дава, и тоа не дава скржав, него вели дадоа според нивните можности, па дури и над нивните можности. Ова ни зборува дека нашата мерка на дарежливост не треба да биде минимумот. Често пати ние сме научени дека давањето треба да е некаков вид милостиња. Знаете што значи милостиња? Ај ќе му фрлам некоја паричка колку да не ми досадува. Може би сте виделе некој кој што проси на улица, просијак или еве јас бев вчера за Скопје, кој ќе застанеш на семафорот, што се случува? Скоро на секој семафори, тие што сте биле со кола. Знаете ли што е нормално таму? Веднаш ви доаѓа некој да бара пари на семафорите, или ќе ви го замачка стаклото и вика ајде сега дај нешто. И скопјаните најчесто си имаат во нив некое канче со ситни парички. Имат некои монети, 5 денари ќе му даде, ајде колку да го откачи, нели? Или бомбони, нешто ќе му даде, нешто ситно колку ајде да го тргне од главата. И ние така размислуваме за давањето. Кога треба на некого да даваме, па дури да е некаква акција. Имаме можеби во Неготино некој што треба да се соберат пари и му се потребни за операција, или некој му изгорела куќата. И ние правиме акции и собираме пари и викаме колку да дадам. Чекај да видам. Имам 500 денари, имам и 10 денари. Ај ќе му давам 10, доста му се. 500 улав да не е. И ние си ги задржуваме 500 денари, му даваме 10. Зошто? Зашто ова е голема сума, бе, ајде да не се претеруваме сега. Иако 500 денари нема мене да ме направат сиромашен, ако ги дадам, ниту пак ќе ме збогатат многу ако ги зачувам. Но ние најчесто решаваме помеѓу изборот на двете, решаваме да го дадеме минимумот. Апостол Павле кога зборува за дарежливоста, ова е Словото Божјо, значи Божјиот збор кога зборува за дарежливоста, тој вели немојте да бидете луѓе кога давате да давате минимум. Бидете дарежливи со вашето срце и ако треба на некого да му дадете и да го благословите, да го помогнете, па дајте му нека почувствува дека е благословен. Нека почувствува, а не да има чувство како да е некаков просјак, па сте му го дале она што вам ви е вишокот. Затоа гледаме дека Павле ги пофалува македонските христијани, вели тие дадоа дури и повеќе од што можеа. Ај сега да ве прашам. Дали ние можеме да дадеме над нашите можности? И дали даваме над нашите можности? Јас ќе ви кажам дека сите ние можеме и многу пати даваме над нашите можности. И знаете ли кога најчесто го правиме тоа? Кога ќе влеземе во некој трговски центар и ќе видиме таму нешто на попуст, некоја не знам убава бунда, палто или телевизор има на намаление. И ние си викаме, абе ова е скап телевизор, платата не ми е толку, ама ќе се задолжам бе, ќе земам и кредит ако треба. Кредит ќе земам или убав телефон. Нели, имаме телефон, ама сакам да си земам iPhone од 500 евра, не знам, од 1000 евра. Па се задолжуваме, па земаме кредит за ден iPhone, па и за одмор ако треба земаме кредит. То не ли е една од нашите можности, да ве прашам? Тука ние даваме над нашите можности. Викаме, па добра да голема работа ако сум дал над можностите. Платата ми е 500 евра, јас ќе земам телефон за 1000 евра. Ќе земам кредит бе ако треба, ако е над моите можности. Ќе си го плаќам на рати, не е проблем. Кога се работи за нас, ние сите знаеме да дадеме над нашите можности. Ќе се задолжиме ако треба, од некој пријател заем ќе земеме, кредит ќе земеме, што сака нека е. Ако не сум некој богат, ќе земам кредит, па ќе си го исплаќам телефонот, ќе си купам што и да е, кола, било што, даваме над нашите можности. Но кога треба да дадеме да помогнеме на братот или сестрата, тогаш не само што не даваме над нашите можности, тогаш најчесто ни минимумот не го даваме. Ајде да ве прашам, кој од вас зел кредит за да помогне на некој друг? Никој. Никој од нас не размислува така. Никој од нас не се е решил над своите можности. Но ќе ви кажам, кога бев во Кореја, ја видов црквата во Кореја. 7 спратови е под земја. Салата им е толку голема што собира 14.000 луѓе на една богослужба. Огромна зграда, таква голема зграда ние немаме во цела Македонија, како трговски центар. Само под земјата имат 7 спрата, нагоре па колку имат не знам. Имат 100.000 членови. Знаете ли како ја изградиле таа зграда?
решиле најголем дел од членовите да земат кредит. Решиле ќе земам кредит и јас ќе ја благословам мојата црква, сакам да имаме зграда што ќе е представителна, зграда која што ќе е благослов на сите нас. Утре ние во таа зграда ќе се собираме, моите деца ќе одат таму, моите деца ќе имат часови, ќе одат таму на училиште, таму ќе растат. Јас сакам нашата зграда да биде како што треба. И затоа го најголем дел од христијаните, ни кажуваше и пасторот и старшините, решиле да земат кредит на своје име и да ја помогнат црквата. Еве тоа е кога понекогаш ќе се решим. И не мора да е секогаш за црквата, не понекогаш е да помогнеме брат или сестра или некој што е во потреба. Затоа читаме дека христијанскиот начин на давање е над минимумот. Па дури таков пример ни даде и Исус. Се сеќавате ако читаме во Јован, ако читаме на едно место, се извинувам, во Лука 21 глава, од 1 до 4 стих, пишува Исус седеше таму пред храмот, каде што беше ковчежето за донации. И вели доваѓаа богатите и ставаа во него. И дојде една вдовица која што стави само 2 лепти. Тоа би било нешто како денеска да ставите, не знам, 20 денари. И богатите почнаа да и се смеат. Видија колку стави, само 20 денари. А ние ставивме по 500. И знаете што рече Исус? Рече оваа жена, оваа вдовица, што стави само 20 денари, стави повеќе од сите вас. И тие се чудат, како бе повеќе од сите нас? Таа стави некоја железна паричка там. Исус рече, таа стави повеќе од сите вас, затоа што вие ставивте од вашиот вишок. Да, вие ставивте 500 денари, ама вашите плати се 5000 евра. А таа стави 20 денари, ама тоа и беше се што имаше. Таа ги стави последните пари. Затоа таа стави повеќе од сите вас. И Исус ја пофали оваа вдовица, која што може би стави малку, ама тоа беше низиното се. Таа жртвуваше, го даде сето неизино за Господа. И тоа е начинот на дарежливост на кој што Бог не учи. Јас не велам дека јас сум на тоа скалило. Веројатно голем дел од нас исто треба да ја учиме оваа лекција. И не верам дека треба секогаш да го правиме тоа нешто и секогаш треба да дадеме се што имаме. Но доаѓа момент кога Господ ќе те предизвика во одредена ситуација, Бог ќе ти каже: сакам да дадеш за ова нешто повеќе. Може би реков тоа е за некој што има потреба од операција, може би е некојаш за некоја црква што ќе се гради, може би е да помогнеш на твој брат или сестра му изгорела куќата. И Бог ќе те предизвика во одредена ситуација и ќе ти рече: ти се нарекуваш христијанин или христијанка, сакам да дадеш малку повеќе. 100 денари нема да му се доволни сега на тој човек. Нема ни 500 да му се доволни. Сакам да го благословиш со 100 евра. Ама Господе, немам. Имаш, знам дека имаш. Само дали си спремен. Ќе дојде момент кога Бог ќе те предизвика твојата дарежливост да ја покажеш како македонците, кои што од Павле вели дадоа и над нивните можности. Нека Бог не учи. Не ви проповедав денеска за давањето за да ми давате мене, него за да имаме срце кој што ќе биде ослободено од стравот, што ќе се случи со мене ако дадам. За Бог да не учи. Не мора ни тоа давање да е за во црквата, како што реков, може да е кога треба да дадеш за на некого да помогнеш и да бидеш за некого благослов. Бог нека не учи на оваа лекција, бидејќи како што реков на почеток, благодарните луѓе се и дарежливи луѓе. Ако ти во твојот живот си благодарен за се што имаш, ако си ги препознал Божите благослови, и ако знаеш дека Бог секој ден те благословува, секој ден ти дава семејство, ти дава прекрасни деца, ти дава да имаш покрив над главата, да имаш храна, ти дава нози со кои што одиш, ти дава многу други работи, ти кажеш: Господе, па јас сум добил толку многу, па не ми е проблем ако и јас дадам на некого. Ти мене си ми дал толку многу, можам и јас да дадам. Има еден човек, само ќе ја кажам неговата изјава. Тој човек бил христијанин, бизнисмен, кој што давал многу, дошол во една прилика каде што дури 90% од заработката ја давал за да помага на луѓето и само со 10% живеел и пак живеел убаво и тоа живеел богато. И кога некој го прашал: добро, како е тоа можно, која е тајната, нели, на благословот, тој рекол вака, знаете што, јас решив кога ќе давам за Бог и ќе бидам дарежлив, јас ќе давам со лопата, а не со лажичка. Ама рекол: знаете ли што е тајната? Јас давам за Бог со лопата и Бог ми враќа исто назад со лопата. Само неговата лопата е поголема. Ете, тоа е тајната. Зато имате во предвид, кога вие давате за Бог, Бог ви враќа со неговата лопата. Неговата лопата е поголема. Нека Бог ве благослови во тоа. Амин. Може да се